Добро утро и добро ми дојдовте на уште една заедничка средба со историјата и со литературата. Пред да започнеме, јас имам оваа чест да искажам неколку збори да изјаснам нашата благодарност кон вас за вашето присуство и за вашето трпение и се надевам дека ќе уживате колку што ми уживавме во подготовката на овој проект. Ова година за некои членови е последна година во секцијата, но оставивме ученици кои ќе го следат нашиот пример и во кои веруваме дека ќе имаат голема верба во историјата како и нас. Но исто така се потрудивме овој проект да го направиме што повеќе покреативен и поординарен. Дека имам ова можност, сакам да искажам и нашата благодарност кон нашите ментори, наставниците по македонски јазик и по историја, но и да искажам нашата благодарност кон сите ани ученици кои потполно учествуваа во овој проект. Вие ако сакате повеќе да дознаете за нас, за нашата дејност и за секцијата, слободно можете да го посетите нашиот блог или каналот на страната на YouTube. А сега мислам дека ќе можеме да продолжиме. Ви благодарам и уживајте. Годините на робството, македонскиот народ существуваше долго. Тоа беа симптоми на страх, на плач, на живот и смрт. Жените завиткани во црнила, мајките бејки на своите деца. Сите имаат едно заедничко. Загуба на син, брат, маж, татко. Тоа беа денови, каде македонското небо беше обоено црно. Денови, каде солзите беа непресушни реки. Тоа беа денови, кога се береше сила да се продолжи понатаму. Каде старо и младо бараше начин за излез. Каде и машко и женско беше спремно да се бори. Тоа беше време кое ја коваше тврдината наречена историја. Време каде што се запишаа имињата на нашите герои. Герои, а тоа беа повеќе од герои. Тоа беа луѓе кои го подарија својот млад живот за да се спасат народот. Момчето кој во судот на својата младост ја зеде пушката во својата рака и само со една мисла, татковината, слободата на својот народ, тргна во почетокот на својот крај. Колку са му убавени од животот не би да го народ и овие млади луѓе. Со што се мери тежината на овој подарок од Ѓорѓе Сударев? Момчето што подари се за да добие нож во грбот од